Тука сме во центарот на Прилеп пред пунктот за хуманитарна помош, за донирање на хуманитарна помош за настраданото население во Република Турција и во Сирија. Веќе трет ден, како што гледате, успешно функционира. Имаме собрано досега многу материјали, тоест пакети, хуманитарни пакети кои што се најчесто облека, се разбира има и прехранбени продукти, пакети со прехрана, пакети со средства за хигиена, според препораките кои што беа предложени од Црвениот крст на Република Македонија и во координација со амбасадата на Турција. Моравме да го објавиме тоа во вид на известување дека нивните препораки се најчесто донираната помош да биде нова, производите и средствата да бидат нови, неотпаковани, зимска облека, прехранбени продукти, беше точно наведено какви, нормално што може да траат повеќе денови и повеќе недели, средства за хигиена и така натаму. Значи, Прилеп, како општина Прилеп, заедно на иницијатива со граѓаните и со помош и координација на Црвениот крст подрачната единица во Прилеп, согласно податоците кои што ги имаме од јавното претпријатие каде што ги складираме собраните средства, веќе ја достигнуваме она предвидена количина која што можеме да ја испратиме. Така да, навистина, им сме благодарни на сите оние кои што ја изразија својата поддршка, својата помош и својата солидарност за настраданото население. Како општина, денеска можам да кажам дека успешно заврши седницата и се донесе одлука со која што општина Прилеп од буџетот за 2023 година одвојува 450.000 денари како финансиска помош за настраданото население. Со пунктот завршуваме, како што кажав, утре. Така да, исто така во координација со дирекцијата за заштита и спасување имаме понудено обучен тим од противпожарната единица во Прилеп, кој што доколку има потреба во наредните денови, доколку се праќаат нови тимови, е подготвен да биде таму и да помогне ми со човечки ресурси, така да навистина огромна благодарност од општина Прилеп до сите оние кои што пружија рака на настраданото население и нивните семејства. Така, да. Пунктот е исто така утре отворен од 10 до 16 часот и со тоа во овај момент завршуваме, што не значи дека повторно би пристапиле кон ваква акција доколку има потреба за тоа.